Šta ли kad praviš nešto? Ништо не правам, све снима. Кажеш ми се? Све се снима. Браво. После ќе збори вера тема. Имам едно девојче да го несам, братот ти укоче. Ова ракометарката? Ти си прв почни. Смеам да пијам? Без шекер. Здрави навики. Да. Ја заборив клапата дека оваа сезона ни е нешто многу лабава. Не имаме сезона оваа. Два ја почнавме, ама имавме добар гостин, не знам дали го гледавте, увек гест клапа. Сплитска клапа. Сплитска клапа, да. Не, ова е задарска. Задарска. Иде на кај Загреб ова. Супер друштво имаме денеска и супер една тема. Ни беше подготвена уште на крајот на минатата сезона, ама можеби поубаво испадна вака. Пошто сега почна сезоната. Пошто почна сезоната, веќе голем број на клубови се соочуваат со еден сериозен проблем, а тоа е проблемот на повредени играчи. Во мојот омилен НФЛ постои листа на injury report, така наречена, кај што е листата на повредени играчи. Кај нас, нели, пошто ние со ракометот се занимаваме, таа тема некако се зацкрива некогаш. Имаме повредени, немаме. Може тоа е дел од тактики, не смеам да кажам. Може да е дел од тактики, а ние пак, нели, навивачите секогаш стрепиме дека некој од најдобрите, дали во нашиот омилен клуб или во нашата репрезентација. Нашата особено, многу е модернова нашата. Нели? Нашата се научили. Така, значи некои од нашите омилени играчи во нашата репрезентација се повредени. Добро. И кога се подготвувавме за оваа тема, всушност ја и ти не се подготвивме. Да. Си најдовме двајца клучни за нас врвно подготвени луѓе кои што се активни во спортот, последниве години многу и во ракометот. Злато уште пред 100 години има работено у ракомет. Уште голем кога беше ракометот. Задните 90. Си играше на фудбалска. На фудбалска кога се играше. И супер ќе искористиме, значи ќе споиме две области кои што ги работат Злате и Аце, со нашата ракометна страст и со нашиот поглед на тоа повреди, играчи, injury report, кој може, кој не може, кој ќе игра, кој нема да игра, и ќе отвориме една многу интересна тема. Добро, ама пред тоа представи го Аце, пошто мене ме представиваше. Ја мислам да представам. Бице е пијар. Парол, да. Бице е пијар, повеќе. Злате, познат кондиционен тренер, познат Злате Кеј, или дечките на Злате, и Александар Димитровски, уште попознат од студио Кинезика. Хаштаг. Физиотерапевт. Голема чест да се види дел. Баш кога сме кај Гајаце во студио и сите овие уреди тука што ги гледате се дел од неговите. Овој уред тука е вклучен, пошто имаме и постари членови на само ракомет, има веќе тука работи. Приклучене. Веќе имаат повреда. Веќе имаат повреда, да. Уште не влезан пријави повреда. Повреда во живо, да. Сега, ама јас сега да го искористам вашето гостување, прво на почеток да направиме еден мал брифинг на ракометните состојби, она што до сега успеавте да го видите. И за секого имам одредено по едно прашање, дури Бица не знае, ќе се израдува ќе го прашам него и ќе направиме мал осврт, пошто немавме многу прилики, уствари немавме, ова ни е фактички прва прилика, кај што ќе направиме еден осврт на почетокот на ракометната сезона. И сега за секој од вас имам по еден клуб кој што знам дека горе-доле го пратите и да ми кажете како ви делува на почетокот. Бице ќе ми одговори за Вардар, Злате за Алкалуит, а Аце за Пелистар. Како сме спремни у Вардар физички? Ајде, не физички, каков ти е првиот печаток за Вардар сезонава, како ја отвори интересно? Од ракомет, да. Ја отвори интересно. Да. Благодарам. Злате? Алкалуит, со обзир на тоа што тоа е млада екипа, составена од млади момци, кои ова им е дури втора година превари во првата наша лига. Дел од нив, иако се репрезентативци се многу млади, мислам дека добро ја отвори сезоната. Подобро од твоите очекувања? Ако ја земе вчерашната утакмица, солидно, а во домашното првенство да. Ќе се навратиме на вчерашната утакмица. Не само да кажем, пошто кој ќе се гледа по 2 месеца нема да знаат која е вчерашната утакмица, мислам кај терате. Вчерашната утакмица, прв меѓународен во екипата постар човек. Алкалуит со Војводина, убава игра сериозно, резултатот беше во корист на новосаѓани, ама
Тоа е нормално, тоа е Да, поискусна екипа, составена сепак од подобри играчи, мада мислам дека овие момци со текот на годините ќе напредуваат уште многу. Да. И сега се доаѓаме тебе, ти го Стив Пелистер. Доместик имаш, да. Утакмица во утакмица играме се подобри. Ја мислам дека не смее да каже ништо лошо, затоа што ќе му биде забранет влез во битова. Не, аз се го каже. Од утакмица во играме се подобри од утакмица. А утре е со Загреб и ќе видиме дали си во право тоа. Значи победа утре. Да, се надевам подобро да играме од Да. Значи, главната тема ни е спортските повреди и како да ги и дали може да се превенираат. И иницијатор за оваа тема беше Злате со еден негов пост на Facebook во групата каде што не знам, имаш илјадници таму членови, следбеници, спортисти, рекреативци кои што нели поминале низ твои програми за подготовки, дали рекреативни или професионални. Кај што има не само ракометари, значи ти се работел со сите спортови, не знам со хокеј дали си работел со Нема хокејари. со хокеј. Да. И од таму започна темата и супер ни дојде познанството, пријателството со АЦЕ. Знаеме дека последниве години доста ракометари доаѓаат тука што за совет, што за терапија, што за малце посериозни третмани и рековме се некако вие ваши две дејности, кондицијски подготовки и физиотерапија, превенција, лекување. Знам дека и ти многу работиш во тој период со спортисти кои што излегуваат од повреди и сега малце од ваша гледна точка да ни го доловите тој момент, ние што не го знаеме гледачите, како доаѓа до спортска повреда. Еве ќе почнеме прво од Злате, не дека е постар, него од аспект на доаѓаат играчиве во јули на подготовки. Теоретски сите се здрави. Пред да почнеш само ја може ли и одговор дали мора да дојде секојаш или поточно е подобро прашање дали постои ситуација каде што некој спортист може да заврши кариера без спортска повреда? Дали е само сплет на среќа, на околности или има и друга нешто? Реченици како најава на оваа тема, прво супер тема и многу убаво што само Ракомет ја отвора оваа тема, кај нас за ова не се зборува. Јас барем досега не сум сретнал некоја емисија или некоја и дискусија и така стручна дискусија да наречам. Што да, а спортските повреди се неизбежен дел од спортот. Скоро и да нема спортист кој што не се соочил со спортска повреда. Спортските повреди се комплексен проблем. Прво од медицински аспект. Спортската повреда може да го загрози многу сериозно здравјето на некој спортист. Може да остави трајни последици до крајот на животот. Од социјален аспект може да делува негативно на неговата кариера, на неговата психичка состојба, мислам воопшто да не добие добар договор. На крајот да отсуствува некое големо надпреварување, да пропушти дел од кариерата, да изгуби кариерата. Нешто за што сонувал да речеме. И материјален аспект на крај, значи ако заврши со кариера. Да. Многу играчи изгубиле договор заради тоа што направи некоја повреда и не успеале да ја средат. За тренерите голоболка, заради тоа што ги немаат играчите во игра на важни утакмици, некогаш се губат првенства, се губат финалиња заради тоа што некој играч не е тука. На крајот за управата исто така вложиле некои средства за да имаат некој играч, сега се повредил и така што тоа е еден комплексен проблем и поради тоа и приодот е комплексен. Во третманот на повредите се приоѓа од мултидисциплинарен аспект, значи дел се вклучуваат прво спортскиот доктор, физиотерапевтите, масерите, тука се кондицијските тренери, нутриционистите, психологот, кој што треба да делува исто во враќањето, па и тренерот. Така што е еден комплексен проблем кај што треба да се вклучат повеќе специјалисти од различни области, да бидат во некоја координација, во некоја комуникација и на крајот да помогнат играчот да се врати во полна функција, во полна форма на и физички и психички, како што напомна. Ај сега малце да се вратиме пред повредата. Да. Така, ова што сакам да го започнеме со Злате Мовет. Дали може да превенираме, односно вие кондицијските тренери па и физиотерапевтите, нели,
оние што се грижат за одржување на доброто здравје без повреда, дали може да се создадат услови во тој подготвителен период, попознат кај нас како припреми, Маврово, нели? Да, или Злативор, или Кринска Гора, така. За време И на како да го намалиме, да го минимизираме ризикот од појава на дали може, еве тук така ќе нафрлам. Може. Значи, дефинитивно може. По завршувањето на секоја сезона играчите добиваат слободени денови период, подолг зависи од кој спорт. Некоја што е 20 на дена, месец дена, обично е повеќе од месец, најмалку месец дена. И поготово кај нас, пошто сепак на некој начин ќе кажам, нашите спортисти не се врвни на професионалци, тој период уживаат во животот, што и треба, нели, да се одморат, меѓутоа малку претеруваат со тоа и не одржуваат кондицијата ни малку, што е сепак погрешно. Кој ќе дојдат на припреми, нормално, тренерите сакаат што побрзо да ги спремат играчите, за да има повеќе време за контролни утакмици, да се подготват, да дојдат во соодветната форма за почетокот на првенството. Како може тоа да се направи? Па може многу едноставно. Значи, никогаш да не се тргне нагло. Треба да се комуницира со играчите. Ќе кажам некои примери од пред 3-4 години, каде што ние со тренерот, а и минатата и предминатата година, уствари ова лето и минатото со младата репрезентација, значи ние со селекторот Раде Стојановиќ 20 дена пред почеток, уствари 15 до 20 дена, им дававме програма на играчите што треба да направат и колку пати индивидуално. Не, за сите. За сите им даваме, треба да истрчат. Меѓутоа тоа беше малку, за да не дојдат неподготвени на припреми. Припрема некоја што пред да почнат официјално. Да, пред да почнат официјалните припреми, треба да направат 5 до 8 трензи, зависи, се договараме. Макар и на плажа, кога е попладно или не од важно, да се каде се сработи, своето место, каде што е. Трчање? Не е само трчање, не, трчање и одреден број на вежби. Значи, некој скокче, стомачни, грбни, склекови, нешто така. И им го испраќаме тоа и они да, и они доаѓаат до некаде спремни. И после тоа почнуваме, меѓутоа почнуваме постепено. Го зголемуваме трчањето, обимот на работа, вежби и така натаму, постепено се зголемува. Тоа го правиме првите 10 дена. После тоа веќе кој ќе влезат до солидна, добра физичка подготовка, тоа се преоѓа на другите работи, како што се брзина, експлозивна сила на мускулите, координација, агилност и така натаму. Значи, сето тоа ако се работи постепено, ако не се тргне веднаш на првиот тренинг истрчите 5 км, на вториот 7, на третиот 10, ќе дојде до воспаление, а кога мускулите се изморени, многу лесно доаѓа до повреди. Многу лесно, затоа што мускулите се тие што напорот го чувствуваат. Кога они се заморат, напорот преоѓа на зглобните површини, така ли е? И тоа што доаѓа до повреди многу полесно. Така да, значи, тоа може да се превенира и може да се направи сето тоа да изгледа добро, без некој повреди. Дали во истиот период кога почнува тој интензитет полека да го качуваат кондицијските тренери, дали тогаш вашиот дел, медицинскиот, физиотерапевскиот, дали тука може да се вклучи, дали треба, дали некој од клубовите да имаш информација, дали работи така? Секогаш кога се работи за здравието, има едно правило. Подобро се превенира, подобро се лечи. Така што посериозните клубови кај нас не сум сигурен дали има клуб кој што има таков пристап. Посериозните клубови имаат програми за во оваа прилика, ако има време, би сакал да раскажеме на кратка приказна за Милан Лаб, лабораторијата која што била направена 2002 година и тоа е некој супер. Верува имав прашање за тоа подготвено. Да, супер. Да, се стигнал до Не. Значи каде што секој играч во посериозните професионални клубови има некаква програма за рекавери, за восстановување. Кај што тој мора оваа недела да направи одредени работи, одредени третмани за опуштање на мускулите, треба да направи некакви криокапсули, треба да направи некакви хидромасажи. Значи тоа мора да го направи, тоа му е наложено некоја програма која што цели за превентива на повредите. Ама тоа е во оние земји што имаат такви можности. Зборуваме на таа тема. Што е замената? Кадар или немаме што немаме? Кај нас во клубовите
Ја не знам дали постои клуб каде што имаме доктор. Значи ние имаме физиотерапевт со репрезентациите наши без разлика, не зборам ракомет, кошарка. Се сложам, да. Одат, физиотерапевтот оди. Многу често тие физиотерапевти со завршен 3-месечен курс. Колку се они се стручни, не сакам ништо лошо да кажам за нив, колку се они стручни за ако дое до некоја сериозна повреда, посериозна да може да реагираат. Единствено МЗТ клубот кај што го има доктор Николич, доктор со долгогодишно искуство. И ако е стручен, ако е сам, тој не може да Апсолутно се сложил. Тој треба пред утакмица да ја спреми екипата. Извини, треба да ја спреми екипата, знаеш, имаш 10 играчи, 20 и да, треба да спреми имаш. И тоа за 20 минути. Може замислиш што треба по една минута на играч, направиш некој финти нешто да доаѓаме до момент дека е тоа скапо за клубовите или дека малце го потценуваат. Или дека еден е невозможно да го направи. Значи прво еден е невозможно или еве ќе ви кажам последните ова лето со репрезентацијата, младата репрезентација, значи имавме физиотерапевт, добро девојче и така натаму. Меѓутоа рачунајте 18-20 единки, она треба да ги загре или да ги бандажира или било што да направи у пола сат. Невозможно. Од друга страна, значи тоа е многу малку. Нити невозможно, нити огромна работа, нити квалитетно. Апсолутно. Знаете, знаеш, прво колективот нема идеја, нема план за не, знаеш. Не се штеди, ја мислам, дека се штеди. Не, ама треба да ти каже некој што да работиш, знаеш. Ти сега си новие приpremi, ти имаш утакмица, треба да правиш ова и ова. Знаеш што? Ако го немаш тоа, не можеш да на своја рака да прави нешто. Значи, ова девојка што беше кај нас. Добро каже, извини, добро каже Виктор. Нема знаење и нема њух, мислам, нема, како да кажам, нема идеја. Идеја, така. Значи, расположение. Не е проблемот само кај физиотерапевтот. Не е проблем. Јас зборам за проблемот е во клубот, во клубовите. Колективот. Дали да се заштеди, да не се исплати и за рачун на тие некои основни средства финансиски заштедени, играчите трпат. Да, и сега ако се поместиме 5-6 месеци подоле во сезоната, кога ќе ги видиш листата кои вкрстени лигаменти, кој лак, кој рамо, кој скочен зглоб, нели? Значи таа сума што требало да се даде на уштеден физиотерапевт или доктор е минорно односно на што после тоа се случува и давачки. Тоа е злате, знаеш, ако се спречи тоа со квалитетна физиотерапија и со квалитетни восстановителни третмани, нема се стигне до скапи терапии и операции. Една операција е неколку илјади евра. Ама не е само на темата со Милан што ја спомна АЦ Лап. Ја имам таква една легендарна малска чаршишка приказна, мислам дека се однесува за Ибрахимович, кога дошол во Милан и Кој период дошол во Ибрахимович? Бидејќи таа престанала некаде да работи 2015 година престанала да работи. Ја фудбал не гледам многу одамна, така да не пратам. Не ги финансирале повеќе тоа. Да, не пратам како што случи, ама урбаната легенда зборува дека Ибрахимович дошол во клубот и постојано бил повреден и не можел да даде 100%. Така. И тогаш го праќаат во таа лабораторија на Милан, кај што му прават такви мултидисциплинарни истражувања и кај што наоѓаат една мала промена што треба да ја направи во своите навики, од банален тип, место да доручкува во 10 да доручкува во 8 и него сосема му се менува. Да, знаеш, значи некаде престанала да работи медицинскиот дел на таа лабораторија, оној другиот атлетскиот дел што бил стручен фудбалски, кондицијски продолжил да работи. Ајде да кажеш цела приказка. Па, стигнав до некои искуства и статии на еден италијански новинар кој што стигнал таму. Значи таа лабораторија била оформена 2002 година прв пат во Европа. Сега имало во премиер лига некои копии, но кријат. Кријат овие што работат, како работат, бидејќи сакаат да видат како стане. И во основа газдата Берлускони одвоил заради причини што имале повредени играчи на кои што не можеле да реагираат, не можеле да ги вратат како што треба во терен на игра, одвоил големи средства. И вработили некои 15 до 20 стручњаци кај што било поделена на оној атлетски дел, кондиција и фудбал, разни камери, разни средства за мерење и во основа тоа завршувало со формули. Преку некоја формула се стига до еднакво, ти ќе правиш ова, ти ова. Сега делот на медицината го водел Жан-Пьер Монсер, некој белгиец, кинезиолог, кој што бил упатен многу во постурологија.
И сега новинарот вика првата сцена, Сидоров повреден и лежи тука преполни го полатно, овој вика крлицата ти измести на едната страна, имаш мало отварање, мало едната нога оптоваруваш повеќе, сега направиме некои техники тука и на крајот ќе одиш кај стоматологот да ти го извади умникот. Се враќа Сидоров и веднаш има некој забиви вала. Да, и имало такви наслови во некои вестници како во Милан со преку вадење заби решаваат повреди. И тоа биле секакви приказни, преку темпоромандибуларниот зглоб, некои изместувања на темпоромандибуларен зглоб ти откривале дека влијае на постурата и дека тоа вилица преку врат, надале кичма до поколка. Има интеракција. Жариште на човечкото тело најголемо се зад растипно. Зашто бев нервозен кога беше за да, и ти са бајле беше. И после тоа таа приказна продолжува, вика ева како кај тој играч, како тој играч Малдини му предвидувале крај на кариерата, од кога почнала Ти уште може да игра. Уште 9 години игра. На 32 години, уште 9 години игра. Значи ја му предвиделе тука завршуваш. 39 заврши. Па од прилика така беше таа 39 е пак. Сега вика кога тие меѓу другото правеле прогнози. Имале картони и ги прогнозирале повредите 9 месеци унапред. Кога антиципација престанал во лабораторијата да работи, се докажало дека 100% се случиле повредите што ги предвидуваа. Да. И во рок од 2 години направиле повеќе повреди што за 8 години дека работеле во после тоа лабораторијата, да. Од првиот брифинг испаѓа дека можеме да ги спречиме, како што кажа Злата. Дефинитивно. Може би не 100%, ама значи прво механичките повреди не можеме да ги спречиме. Згазна на нога, травматскиот дел, да, травматскиот дел. Тоа не можеме да ги исклучиме затоа што секој спорт нели има за прегорување, за превежбување, преоптовареност. Уште сме на припремите. На мускулатурата може да донесе до сериозни проблеми. Ти замисли да еден играч да го преоптовариш у припремниот период. Ти си го изгубил и за вториот дел од припремите, каде што се припремните утакмици така натаму, тактичкиот дел да речеме, па и за првите утакмици. Значи мора многу внимателно да се работи. Сега, за тоа внимателно работење треба знаење, треба искуство. Реално. Без искуство многу лесно се оди, се поминуваат црна. Има ли индивидуален пристап, например? Овој играч треба вака да се подготвува, овој вака. Може би од конструкција, од позиција која што ја игра, од позицијата, апсолутно. Од габаритот што го има висина, тежина. Лаички прашувам ми личи дека има. Апсолутно, да. Не може секој исто да беше. Да, како 3 години бев во бугарски тим во кошарка и за секоја екипа, за секој играч во екипата правев посебна терета. Буквално за секој. Имаше резултат. Таква беше екипата. А и во ракомет исто. Не може некој играч да речеме како Скубе да работи со исто оптоварување без разлика дали е теретана или нешто друго. Со шипшак на клупа да дигне 110 или со столет. Значи мора тука да има да се разгради сето тоа, да се подели. 20 минути. Пошто сакаме ние да поделиме на два дела, затоа Бица е поодговорен за часовници, он има многу елегантни часовници. И точни му се навива со бајле. И во овој истиот припремниот период, која е да речеме повреда која што најчесто се јавува во припремен период? И дали постои таква некоја? Пошто ние сме сведоци дека почнува сезоната, они веќе два играчи се повредени. Им се повредени. Постои. Во оној трчачкиот дел, по мене најчесто се појавува истегнување на задна ложа, помалку обторување околу колената, лигаменти или рскавица можда, ако претходно било оштетена. А во оној другиот дел каде што се работи теретана, ако тоа не е коректно, тоа е шарамење и колено. Рамо и колено најчесто страдаат. Збориме за ракомет или генерално за Генерално. Тука сме негде. Затоа што сите се топка и фудбал и ракомет и кошарка. Готово затоа што во подготвителен период за физичка кондиција. Физичка кондиција. Што на сите им треба. Сите тие спортови се разликуваат според трчање. Вашиот медицинскиот дел треба брзо да изреагира. Да. А може ли? Па, ако е ситно може, ама ако е
знаеш како, пак кажам колку има капацитет, колку има ресурси, колку има можности, колку има компетенција. И уште нешто, извини. Колку ќе послушаат тренерите. Тренерите сакаат што побрзо да се вратат играчите и уште сигурно 100% незалечени, можеш ти, ајде дојди и после тоа се случува повредата најчесто да се влоши од тоа брзање. Значи мора да се слуша докторот. Тоа е оној момент кога ќе кажат уште не е, уште е ровит. Ровит. Така, ровит. Ловко јајце, тоа значи. Од карактерот на повредата. Јас на пример еден играч што беше во ракомет во Металург, Бубац Ивановиќ, играше десен бек, со тешка повреда. Тито што бе кој жив во тој период. Да. Кој што не може да го вратат. Тито му имала дадено стипендија него прва. Никај Пехарец, после 3 месеци никај ни го играло, месец и пол. Јас го вративам и им кажав 4 месеца. Може да го пуштам 15 дена порано. Не го пуштам. Истото со Дејан Манасков, кога направи првата повреда на предниот крстен кога го скина. Во Металург уште. Во Металург. Тогашниот председател Чокре ме праша дали може да го пуштиме 15 дена пред почеток на струшкиот турнир, да го пуштиме на припреми, таш беше Лино, викам остај го тука, не е за одење таму, нема да го гледаат толку. Ме послуша, се вратија после 7 дена, од таму в Словенија беа на припреми, после една недела доаѓаше струшкиот турнир, повторно ми се јави Чокре, може ли да го пуштиме на струшкиот, да биде со екипата, може, ама да не игра. И повторно послуша и Лино и Чокре. Првата утакмица после нови 7 дена после струшкиот турнир со Пик Сегет, најдобар на терен со 7 гола дадени, леташе. Сакам да кажам, треба да им се даде простор на играчите да закрепнат целост, не да се брза со повредите. За побрзо враќање, мислам, да нема. Колку е притисокот кај играчите кои ќе дојдат тука, ќе легнат на овои кревети, на овие машини. Оправај. А се, ајде, треба да играм во недела. Знаеш како, секогаш Сакаат да играат. желбата е голема, да тие се фанатици по спорт и тоа е еден хендикеп кога играчот нема да игра. И тоа е за него. Тоа е убавото. Тоа е оној фидбек на терапевтот кога имаше некои спотови се вртеа каде што играчот се јавува од терен. Мене тоа ми се има случајно, знаеш, и нема поголема награда од тоа да Значи, вие учите и психологија, пошто тука и психологија треба. Да се справиш со карактерот, да го убедиш. Искуство да го направи во својот Искуство да го психологија и Да избориш. Са јако со лакто, значи докторе после повреда ќе може да играм тенис, така ако в живот немам игранат. Јас ти кажав, требаш тука да почнеш. Ти да не сакаш и клавир да свириш. Направи сакаш. Да, зашо? Да. Иако Ќе треба нова туклуче, не на тоа. и на двете. Тоа таму. И сега полека влегуваме во делот, почнува сезоната, прва утакмица, втора и ти ја спомнаве баш може ќе требаше после пауза да ја отвориме таа тема, мај за рехабилитација ќе збориме во вториот дел. Сега зборуваме всушност повеќе за причините, односно како може да испревенираме да не се појават повредите. И сега ги спомнав крстени лигаменти. Пред многу години, ако не е баш и оваа повреда, јас и ти сме разговарали, јас го паметам тогаш разговорот која ти ми кажа дека во моје време, во твое време, таква повреда била реткост. Дали е вистина тоа, дали е добро да се го сеќам? памтиш, значи ти си од тоа време. Значи ти си стар. Да, пред многу години Ја тоа пише вака првиот продукциски глава. познат спортист кој имаше таква повреда, познат зборам, беше Дејан Јовановски, кошаркарот на Ванчо Јовановски син. И тоа беше еден шок за него, пошто Дејан во тоа време, видите, Дејан во тоа време беше еден од нашите најдобри кошаркари. И одеднаш во екна кариера, на средина на кариера, преем крстен скинат. Тоа знаеме дека е сезона. Така, Значи, календарска сезона. Кај него искочи повеќе, мислам дека беа 10 месеци пауза. Операцијата ја правеше, се сеќавам, во Италија, не знам точно кој доктор, што се случи не знам, меѓутоа мислам дека беше 10 месеци сезона и кариерата почна да му оди сепак малку надолу. Аца на почетокот. Што е нормално, кога ќе отсуствуваш една година од терените, е нормално. Тешко е да се вратиш, мада он продолжи да игра кошарка. Значи во тоа време имаше многу помалку такви повреди.
На што се должат Што се овие повреди сега? Дали е тоа многу зачестени? Темата вкрстен лигамент е... Ама тоа не е само кај нас, тоа на Дали- глобално ниво така. Дали причина за тоа се обемните трензи и многуте утакмици кои сега гледаме дека во секој спорт има, Има, например, да, јасно. фудбал имаат секој трет ден или втора утакмица, Лига на Европа, Домашно. квалификации, Овие домашно подобрите првенство, репрезентација, Енглезите имаат 3 купа, купа, така да секој втор трет ден има утакмици, а веќе тоа се пренесува и кај нас, затоа што имаме квалификации, па играме Лига на нации, пример во фудбал, во кошарка имаш куп, домашен, имаш меѓународни утакмици, домашно првенство. Играат овие трета, четврта лига, бица И ги прати Бибол. АБА 4, Бибол 2. Добро, Ќе замолам, може ли да не ми влегувате у збор везаци? И благодарам многу. Истото сега се случува и кај нас. Значи, имаме многу утакмици. Зашто не реагираат само играчите, веќе почнуваат да реагираат и тренерите. Не само кај нас тоа тивко. Меѓутоа еден Пеп Гвардиола јавно кажува дека тоа се превиши утакмици, тоа е малтретирање, многу повреди, многу пари ги чини тоа играч клубовите и така натаму. Значи, дали е причината многуте надпревари? Дали се несоодветните трензи причина? Или пак можда причината лежи во храната? Интересно. Значи, и тука треба да побараме. Сите велиме дека порано поздраво се хранеле луѓето. Сега имаме у храната, читаме секојдневно многу хемија. У било кој дел од исхраната. Дури во на здрава храна. Порано, значи, зборам пред 20-30 години, многу помалку имаше хемија. Сега има многу поише хемија кај спортистите. И прашање е колку таа хемија е делотворна или можда и делотворна и штетна. Да, окей тоа, ама и играта не е иста. Ако гледаш, Играта е многу гледаш видео побрза, за 30 години раково, поактивна. Сега тоа врска Апсолутно. нема. Да... Ние пишувавме пред една-две години на тема на играта во Лига на шампиони, која завршувале 13-9. Сега завршуваат 39-38. И формата Скоро, на играчите, така. физикусот на играчите. Се се менува, се И изменува. бrzината се Да, што позахтевно е трчаш се, за еден играчот да игра утакмица по денешни услови, што тогаш побрза играта, А пред подинамична. 40 години Ванчо Јовановски, голманот, кој бил висок 190, бил еден од највисоките Грамада. играчи. Грамада. Или Вујовиќ, еве го знаеме од металопластика, а сега се по 2-2,5 играчи. Имаме 27, 2,15, 2,10 2-21 беше тој што го убива маđарот Пикеров. Ние во Македонија се имаме 10 играчи на 2 метра, што се. Така. И тоа Значи што се, доаѓа повреди. и причините треба да се бараат сегдека. 27, Стојчевиќ. Имаме Причините високи се играчи. сегдека. Значи секој дел од тоа, од наведените причини има свој удел у повредите. Треба да се види каде е најголемиот удел и што може да се превени. Дали во терапевтскиот дел размислувате исто за оваа тема, поготово последнава храна? Апсолутно. И преоптовареност и храна. Виктор види, ако се гледа телото како еден биотенситивен модел, ако се гледа како еден систем, се повеќе се отвара темата за фасцијата, која што е битен елемент и која што е задолжена за Ќе ни обясниш малку движењето за повеќе. моториката. Ајде за Значи, фасцијата. на фасцијата влијаат разни фактори. Меѓу другото, хидратација, вид на храна, да не зборуваме дека храната влијае на мускулите. Може на кратко да Квалитетни обясниш што е протеини. фасција? Да, значи тоа е на широка тема, Не им кажувај, ќе една знаат голема после. тема, мислам, Не, огромна и публиката, тема, не дека не во знае. основа нашето тело е обвиткано во некоја материја, во некоја структура која што обвиткува се. Секој мускулче, секоја коска, секоја жлезда, секој орган е обвиткува некоја материја. Како джигеру марамица. На кратко само. Баш така, или од мускулот. Уште кога гледаме касата од каде што ни го спремаме, месото таа белата материја, Она што го води, некаш. што меѓу мускулите, да, тоа не е масно ткиво, тоа не е сало, туку е фасција. Сега се повеќе се докажува како е тој орган битен и каков орган и што представува за нашето тело. И каква функција има. И каква функција има. Меѓу другото тоа е фасцијата како орган е споена од прстот до слепоочницата, е во еден систем. Тој систем има одредени карактеристики. Кога го оптоваруваме, кога го релаксираме, кога многу влијанија влијат врз тој систем и после понатаму ќе стигнеме и до таа тема како да го тренираме тој систем и како тој систем паѓа, како одредена повреда се должи на дефект во системот. Тој е тензитивен систем кој што
некаква измена, некаква промена, дразнење на одредена зона може да го оптовари цел систем. Оптоварување на цел систем може да даде промена во одреден дел на системот. И поради тоа многу често болката не се бара таму каде што боли, доаѓа од можеби во 90% случаи. И она што го правеле Милан лабораторија, тоа е баш третман по фасција, да тие реагирале на некои дефекти по карлицата, по телото, по темпоромандибуларен зглоб, по вратот, кои што тие дефекти го која смисла ти да поправиш зап, да промениш зглобот на вилицата, па нешто да се отвори во колкот и да таму да нема повеќе болка за 15 минути. Така што ќе стигнеме до делот на тренинг, на физичка спремност и тоа таму е многу битно, бидејќи може да го најавам тој дел од некаде 80-тите години па наваму има промени во концептот и во рехабилитационите програми кај нас во физиотерапијата, но и во тренажниот процес колку што сум информиран јас. Науката иде на телото се гледа како една целина. Така што ако ти оптовариш одреден дел од системот, ако правиш бенч, ти го оптоваруваш тој дел од системот на несоодветен начин, после восстановувањето е тешко и бавно. Тоа може да придонесе за други проблеми. Поради тоа функционалниот тренинг се појавува како паметен тренинг. И тренинг колку што го јакне цел систем, тоа се вежби за повеќе големи мускулни групи. За цело тело. Да, тоа е делот на злат, но ме засега и мене бидејќи тоа е патот до повредите. И тоа е превентивата. Сега ќе направиме мала пауза, ќе се напиеме вода и кафе и вториот дел продолжуваме со тренингот, оптоварувањето, повредите и рехабилитација. А Бица, мислам дека може да го случиш ова доста ти. Латерален епикондилит. Латерален епикондилит, познат како тениски лакт, има воспаление на тетивите кои се зафаќаат за латералниот дел на лактот од страната на подлактицата и од горната страна на Више ме боли, што слушам. На лактицата се појавува заради често Си помисли некој погрешно нешто, често мордање со лакт. Повторувани движења, специфични движења или поради преоптоварување, кај спортисти се јавува често. А има ли влијание на главата? Да, сега ќе направиме Посттравматично. Те се е поврзано. Посттравматично, да ќе испадне треба во умник да вадам некој. Ја носев едно као стегач, уште го имам, пошто мене и десниот ме болеше, и со тоа тука ме стегаше и као... Сега пуштам Бица. Ево вака. Виктор го правил овој третман. Боли ова. Шок века? Тие сигурно не го правеа вака. А? Тие не го правеа вака. Што устари имаме сега? Имаме некоја задебелување, пошто имам колопак малце на така. Инфламација, имаш оток инфламација на тетивата, кај што зафаќа за коската, овде има една тетива што продолжува. Значи, Јаце рече ке може тенис да има, само ке треба ке тебе малце да помена мисле. Нема. Кондициите се дигнеш малку. Нема проблем. Швицарскиот баскет ти е центар, мелон. Ние бевме Стоктон ту мелон у баскет. Во ракомет ти е Калман, легендарно шведско крило, висок, плав, убав, згоден. Јак. Така. Сега е во тенис, а сега го припреми со лато. Најверојатно како Ѓоковиќа ќе видиш. Добро, ти кој ќе Од видиш? Веста Ѓоковиќ. Сте партико, А фудбал дали знаете кој е Бица? Сречко Катанец. Што знаеш? Не сам знаем. Да, дефанзивен заден, Тенок, со висок. И офанзивни... малку нежен. Среќен. Да. Ја мислам Белодедич ке каже, ама и Катанец не е лош. Карте бело, не го Катанец, Катанец е аплагар. Катанец е погреш. Да, некој поубав најде. Малдини. Најдовски. Малдини. Имаше еден у репрезентација словенец, играше центар халф. Нисок. Примош Улар. Бојан Крижак. Да се учеви се ти. Што е важно? Словенец важно. Стигнавме до тренингот. Идем Бица да може. кажам, не е исто вистина.
У програма си да знаеш. Тетекс легле во еден ранг повисоко, не знам дали втора лига или прва лига. Прва лига Тетекс. игра. И сега 82. биле собрани тука и овој Григорий Гоговски одвојува пари. Од Тетекс. Ќе дојдат пари да земат Не, од играчи. државата. Не, од Тетекс. Од Тетекс. За Тетекс од државата. Тетекс, не, Григорий дава. И некоја сума, одредиле таква сума. И сега собрани тука кој да го земе, да го земе Кичановиќа. Директоре, кошарка е да. Абе за тие пари и фудбал ќе игра. Големи пари биле, за тие пари и фудбал ќе игра, каква кошарка. Кабица од утре на тенис. Директор, знаеш. Секаш Да овој... видиме само кои се сега овие како се викаат најин тениски терени. А, ќе ги најдемо. Ќе ги најдам. Ајде. Потетов. Стигнавме до тренингот. Припремите завршија, пеколно темпо, успеавме, Рехабилитација, чекај, заврши. успеавме со добра програма и контрола од медицината да немаме повредени, почнува сезоната. Сега веќе имаме дуел игра, тешки играчи. Вчера Марко Митев малиот го кренаа тие по 120-30 кила пушици, мушици го трескаат од земја. Сега тука веќе кој е клучниот фактор? Значи доаѓаме до моментот и сега на тој импакт на травма, на механички повреди. Контакт. Кондицијата? Да. Значи, Не, кој е, извини, ајде може него постави до обрашањето. Кој е факторот и во таков сплет на околности, нели? Имаме дуел игра, имаме импакт, имаме удар, имаме судир на несразмерно физички подготвени играчи. Кој е тука факторот и тука ние да ја намалиме опасноста од повреди? значи Односно, дали и тука може, пошто нели пресекохме дека во подготовките со добра подготовка, со добар пристап, со медицина, дека можеме да сведеме на нула повреди. Значи мора прво нешто друго да знаеме. Дека ниеден тренинг не може да го замени надпреварот. Надпреварот сам по себе е најакиот тренинг. Тоа значи дека во припремниот период, кога ја подигаме физичката кондиција, физичката спремност, збориме во секој поглед, кој ќе почне пред да почне првенството, последната недела, интензитетот на тренинзите, значи збораме теретана, акусиди, трчање и се намалува. Зашто? За да не бидат мускулите заморни, да може да се одмора. Во тек на првенството, во зависност од една или две утакмици, да речеме две утакмици се неделно, два надпревари. Тренинзите не треба да бидат многу јаки, затоа што имаш утакмицу недела и у среда. Збориме дека тоа се, кажуваме, најакиот тренинг. Нема појак тренинг од тоа. Затоа што се троши и физички, и емотивно, и психички, и секако. Значи, другите тренинзи треба да бидат многу послаби, од причина, да речеме поише тактика, од причина играчот да има свежина за надпреварот. Затоа што ако направиме еден тренинг измеѓу недела и среда јак, играчот ќе биде заморен на надпреварот. Затоа многу често ни се случува да имаме Заморен над преварат. заморен. Памти? Поврат. Затоа да, често да. се случува кај нас во Македонија, не можам да кажам за надвор многу, да имаме претренирани играчи. Ако ќе дое претренираност, тогаш ефектот на секој играч е намален за 90%. За 90%. И за 90%. Зашто? Затоа што он може да трча. Он мисли дека дава максимум, меѓутоа тоа е далеко од неговиот вистински максимум. Да речеме брзина, ускок, у секој аспект, у експлозивност, у шут и така натаму. Он дава максимум, ама тој максимум не е неговиот вистински. Имаме една ситуација со еден клуб пред 15 на години, тука исто во Македонија, каде што на моје инсистирање ги однесовме. Извини, оди да закаже за тенис, после третманот што му го направи ти, гарант закажува за тенис. Извини, за те продолжи. Каде што на моје инсистирање двенеделно успеав да ја убедам раководството на екипата да го убедам дека играчите треба да се однесат на спортска медицина на проверка. Тоа беше недела дена пред да го играме финалето за македонскиот куп со Вардар. И на состанокот со докторот, кој дојде да ги каже резултатите, вака рече: претренирани до немај каде. Чаре 15 дена да не гледаат ракометни на телевизија. А за 7 дена играат. Ама ние мораме и еме финале. Јас да ви кажам тоа што е. Значи, тоа е една лоша состојба, а доаѓа лесно до таа состојба. Конкретно збор. Ако ги момент пошел. Пред 15 години, мислев уште од порано, ама не. меѓутоа тоа и сега не се случува. Значи вака, повторно се враќаме на почетокот.
подобро се превенира одошто да се лекува. Сега Злате го кажа на делот на тренингот кој што е негов дел. Јас она како реагира мекото ткиво. Може ли, извини, уште нешто. И уште една работа што се случува кај нас. После секој тренинг треба да е задолжително истегнување, стречинг, во трајање од најмалку 15 на минути. Најголемиот дел од нашите клубови кој ќе заврши надпреварот од тренингот не се истегнуваат или тоа трае 2-3 минути. А уште една работа, после надпреварот мора да има рекуперација. Знаете, на прсти се бројат клубовите што имаат кондицијски тренинг. Знаеш, јас во анамнезата секогаш и во прегледот кој што го правам кога ќе некоја повреда наоѓам некои недостатоци, намалена мобилност, намалена сила, крутост, лоша постура. И кога зборуваме за тренинг, кондицијски тренинг, ви добро викам, ви имате кондицијски тренинг. Многу играчи кажат немаме, што па играем фудбал. Знаеш, каде што ракометари играат фудбал, каде што тој не или не знам, теретан, на своја иницијатива јас си одам таму во комшина. Приказано со Киќановиќ. Да. Значи како реагира ткивото? Тоа дали травматската повреда може да се превенира? Тоа има моменти кога јак трзање, кога паѓање, кога контакт со играч, тоа е виша сила. Значи се случува и тоа не може, но многу е битно каков ќе биде одговорот на телото, на зглобот. Значи секогаш повредата од било кој аспект, дали воспалителна, дали дегенеративна, дали травматска, е комбинација, некој сплет на околности. Значи зависи колку е функционален зглобот, колку се проприорецепторите активни за да брзо изреагира, па и кога ќе падне, паѓањето може да биде и многу понеквалитетно од што паѓање кога играчот е во некоја и ова што ика Злата или дали е преморен, дали е просто ткивото има капацитет, колку има некакво потенцијал, колку може да е капацитет, колку може да после тоа почнува микроповреди. Микротравматизмот е најсериозен проблем во спортот. Бидејќи се прават микроповреди на микрониво, на влакненцата и на појак тренинг, кој што играчот не ги осеќа. Не ги чувствува, ти просто и кога трчаш на кеј, ке се прибереш дома, осетиш поголем умора, но ти си направил некои микроповреди на мускулните влакна, на лигаментни влакна. Во тој случај, ако не се направи некој добро рекавери, ако не се направи некоја добра биостимулација од медицинскиот тим, што зборуваме сауна, капсули, хидро, масажи некакви, и тоа пак е проблем, пак ти не можеш да го спречиш тоа. Тоа ткиво зараснува, таа повреда зараснува со фиброзно ткиво. Со фиброзно ткиво наместо со соединително ткиво. Знаеш, организмот се само регенерира. Почна процес на регенерација, наместо соединително ткиво кое што е квалитетно, таму се прави ожилјак на микрониво. Тој ожилјак не е квалитетен после, тој не може да се истегне, не може да контрахира. Со тек на време доаѓа до поголема повреда. И воспаление. Како што ми зборувате двајцата, ова изгледа како научна фантастика за нашите клубови. Сака се задржиме за нашите клубови. Има уште нешто. Загревањето, кој е многу важен дел. Значи тоа треба да биде постепено, треба да трае од 30 до 35 до 40 минути. Тоа треба да иде постепено загревање. Да кажеме на мала анекдота без име и презиме за загревањето после, може? Може. Се додека телото не исфали првата пот. Треба да има неколку минути одмор, значи полесно нешто да се работи и да почне надпревара. Затоа што ако не е добро загреан организмот, тоа им го направија србите на грците 2002-2003 година на европско првенство. Тргнаа одлично загреани грците во кошарка, грците послабо се загреваат, тргнаа у првите 7-8 минути, направија разлика 10-12 поени, овие од старт спринтови, овие недобро загреани, не може да го пратат тој ритам, после 2 минути падна, овие дадоа направија разлика 10-12 поени и се одржува. Значи многу важен е утакмицата, кај што организмот дава максимум и рехабилитацијата, да речеме, стречинг веднаш после надпреварот или тренинг. Зашто? Зашто? Затоа што стречингот што прави? Го трга заморот од мускулите, прво, ги релаксира со истегнувањето, второ, прави можност, добриот стречинг, за уште повеќе сила да се собере
со наредниот тренинг по мускулите. Со наредните тренинзи. Значи многу важно да ги релаксираме мускулите и да ги спремиме за следен напор. За следно нешто. И исто Че он што- и одмара и спрема, избира Така. силу. Преска го спомнавме, и пак и други фактори влијаат. Значи, рехидратација, Дефинитивно. суплементација, храна, течности. Има еден битен момент, атмосферски карактеристики на салата. Кај нас салите во зима се не загреани. Јас сум сретнал играчи кои што викаат одам таму, нема никој што вратам таму, заради тоа што не може да поднесам кога беше ладно. А има наблена температура каде што ткивата, Треба Максимално работа. каде што ткивата стануваат склони на повреда. Значи кога е многу ладно, многу тешко се загрева организмот и тоа Просто има правиш има максимални граница, напори таа граница може да кој ќе почне на преварот, Или може а да мускулите не се загреани. Може да Кратко само да кажам за ова, за загревањето. Ја надвор од Македонија на еден многу важен надпревар за еден мој многу важен клуб и на Вибер на коуч му пишувам. Тоа он ми вика што прават сега? Викам трчање, мери колку. Мерам му пише. Сега што прават? Тоа, пише колку. И на крај ми вика не е добро. Така ли беше? Сеќам многу убаво, И после да. а од друга страна прашува, а противниците што прават? Тоа е Овие тоа. уште тоа прават, овие престана ова, и он вика, Мислам дека го имам тоа, се уште го Да. чувам во телефонот, Да. каде што трчањето на таа екипа беше 3 до 4 минути. 4 можда и нешто, и 4 нешто 10-15 беше секунди така, што е подолго многу од мало. нашата, пократко од Не, на противниците. трчањето на нашата екипа. Значи, ако сакаш ќе ја покажам после. Беше 4 минути 10-15 А секунди. други беа можеби А другите постепено се загревале. Која чува Он со ми трчање. кажуваше ако добро исто се сеќам, мислам дека 12 на минути само делот со трчање. Што е огромна Голяма разлика. разлика, За да. 4 минути не можеме да дигнеме температурата на телото и на А мускулатурата. тоа најбрзо ќе одигнеш, најлесно со трч, Постепено да оди. Да. За 4 минути нема шанси и после ќе дојде до истегнување, незагреани мускулите не истегнати, немаат работна температура, телото нема работа. Има ли ситуација он Да. да прегрее на тоа загревање па да нема сила А тоа е многу јак. Меѓутоа, затоа велам хидрира. доктори Да, тоа го да. кажале, не јас, значи кои се бават со такви научни истражувања, дека загревањето е добро кога ќе искочи првата пот. И тоа што треба да се, значи организмот е доволно загреан, треба да се релаксира неколку минути па може да почне на превар. Ај сега ова што го забележавме, претренираност. Како дали вие можете да го приметите тоа? Дали тоа се гледа кај играч? Зато и за тебе Да. прашање. Ние мислам дека затоа има параметри во спортска медицина кај што според крвта Да. може да се види. Според јас можам да кислородната видам- Ама потрошувачка. тоа е лабораториски, вака на игра, Да, на да, пример значи ево, може. Значи, Не вака, бе блице и лабораториски, еве, пресекуваме. Мене ми делува дека мојава, јас сум тренер или сум спортски директор, ми делува дека мојава екипа не игра добро. Утре дали може да провериме дали се претренирани без, не знам, премногу ресурси. Тоа може да се прави. спортска медицина. Да. Така. Тоа Има параметри може. на крвта кои што ќе кажат дека И потрошувачките на кислород. Меѓутоа може да се види и на самиот тренинг. Значи тоа си има случајно кај нас, нема да кажем кој на Тоа да, не е важно. На загревање збориме играчи. општо, да, да. општо збори. Прво, тешко почна да дишат. На почетокот на загревањето. Тешко дишење, пот излегува, ама не е тоа пот некоја, не само се навлажнува лицето, и очите, бојата на очите. Играчите те гледаат, тренерот го гледа, он им звори, и они го гледаат Лутаат. и приметуваш дека да, тоа не допира до нив. И таа утакмица ја изгубивме, нормално затоа што играчите беа претренирани. Тоа што кажав преска, тоа е таа утакмица, може да се примети по погледот, по движењата, по реакцијата на говор на телото, споро е тоа, нема експлозивност, нема ништо од вистински спорт. Иако си малку, да кажеме, искусен, лесно се приметува. Сега ми текна дигресија мала која не загреваше за еден од скопските маратоните текна. А? Не, ама не која не загреваше, на самиот ден. И И да да беше- трчате 2 км. Ја викам кај не пратеве 2 км, требаше 20 да трчам. Тоа ми беше еден од полесните полумаратони. Најдобрите. Да. Јас Може да- немав најдобро време. Јас да дојдовме пола сат пред него и ручевме после Да, да, да. екива кај Лавча, ама Кај отворивте, загревањето, а како реков на почеток, не нормално.
Значи ние трчаме полумаратон ја и бице онакви, нели, ама нека сега, него спремни. И колички не загрева. Дојдете, натака навака, у еден момент ја би се гледам, шо направи човек, тренуваме за трчање ние полумаратон. А загревањето беше од градска болница до мостот кај Холидеин, назад и уште еднаш. И тоа беше. Значи вие сте изтрчали 300, 400-500 метри. И нема да се жалите. Ај сега дојдеме до оној полошиот. Ја кажам, тоа беше од Доаѓаме до барем како помина сами. Доаѓаме сега до оној лошиот момент. Се случи повредата. За жал пак ќе констатираме дека во последен период многу често е таа повреда на вкрстен лигамент, на преден лигамент, на колено, што спаѓа во група на тешки повреди. Мислам дека потешко од тоа би била евентуално скршеница. Дали сум во право? Може и не. Па, да, мислам во основа долг период на рехабилитација, многу незгодна повреда и проблемот е што рехабилитацијата кај нас и не е на некое кој знае какво ниво, бидејќи не може да биде иста и кај обичен човек кој што прави таква операција и кај спортист. И на крајот тие не се враќаат баш доволно спремни на терен, туку имаат пак потешкоти. Извинете, тука се соочувам и со еден друг проблем. Многу често наши спортисти одат во странство да извршат некој оперативен запад. Па да, сега во последно време кај нас има добри травматолози кои што прават добри операции, но Има и друг момент, он кој ќе заздрави може и ќе ги испочитува сите прописи за рехабилитација, ама он се враќа со страв. па Гледаш влегува во дуел, ама резервиране се штеди. Бице кондицијскиот дел фали кај нас. И не е само кај нас, на Балканот секаде кондицијскиот дел фали, да враќањето во Колку често ти во тој процес на рехабилитација соработуваш, да речеме, со Злата или со тренери како него? Тоа е за мене многу важно. Тоа е за мене многу важно. Ние со физиотерапијата стигаме до некаде. Има одреден протокол каде што ние 4-5 недели работиме физиотерапија, зависи од проблемот. После тоа го препраќаме на повисоко скаливо, каде што тој треба да почне да се враќа како кондиција, како функционалност, како да ги јакне проприоцепторите, да јакне силата на мускулот, функционалноста и некој ниво за веќе за праволиниско трчање, за полигон, за моторика. Тоа се квалитети кои што се кои што се тренираат во кондицијскиот тренинг. И она спомнавме на почеток, значи спортски повреди се комплексен проблем кој што повеќе стручњаци се вклучени во таа фаза. Пак тоа се однесува за посериозни клубови, за клубови кои што знаат што сакаат. И не зборуваме за премиер лига. Тие клубови ги има тука и во регионот. Во Бугарија, во Србија, во Хрватска, Во Македонија, во Грција. Па искрено не сум сретно, мислам дека Вардар имаше еден период изгледа малце посериозен пристап, дури во комплексот во салата имаше нешто слично како ДВ. Имаше и Металург. Така Времето додека остана Минчо газда да речам, а Чокре беше спортски директор. И он као бивш спортист ги знаеш сите тие работи и неко како оди делот. Кога ќе дое повреда, значи прво се докторите, нели, кои ќе завршат докторите со нивниот дел, се оди на физикална, дали кај АЦИ или каде ќе кажат, после доаѓа кондициониот тренер кој треба да го врати физички, да ја врати мускулатурата, да ги врати движењата и да го спреми физички играчот. Значи редоследот е тој. Чокре го знаеше тоа и го правеше тоа. После тоа кога он отидат више стана друга приказка се тоа. Али тоа е исто тежок дел. Многу внимателно. Зашто? Затоа што ако тука се промаши нешто, тој физичкиот дел, може да се повтори повредата или периодот на враќање да се пролонгира, да биде многу подобро. И ако не се повтори повредата, ако тој играч не е повеќе функционален и корисен како претходно, исто како можеш да вратиш како што бил претходно. Добро, дали сега ние се соочуваме со еден момент дека всушност во Македонија еве во ракометот, во женскиот гарантирам дека не, пошто тие се аматерски клубови, дека во машкиот ракомет ни недостасува еден ваков мултидисциплинарен пристап кон. Апсолутно. Тоа е очигледно, тоа е јасно. Многу клубови немаат кондиција. Ние го немаме тоа во репрезентациите, многу клубови немаат а не за кондиција. клубовите. Знаеш што зборуваме повеќе? Тој нема кондицијски тренер.
Дали е тоа толку многу скапо или едноставно Не. во приоритетите на клубовите, на управите некако тоа им Е на последно Значи, место. АЦ Преска рече убаво дека не е тоа премногу скапо. Не, Меѓутоа не се информиран. соочуваме И со некомпетентност и АЦ со две други работи. Знаење. Значи, прво некој вика, ајде, што ќе тоа, јас ќе дам пари за кондиционер тренер. Втора работа, Знаење. која е многу важна, е тренерите многу често викаат, ја ќе ги спремам. Да, тој може се. Тренерот знае се. Да. Тоа е втората работа. И на крајот не прави ништо. И на крај ќе искочи повредени, неспремни и така натаму. Не сакам ништо лошо да кажам за тренерите. Меѓутоа, секој треба да си работи својата работа. Ние не збораме лошо за никој тренер. Посебно него бараме модус, односно бараме некоја формула како тоа би требало да изгледа. Тоа не е работа За на да биде тренерот. комплет. Знаеш, тоа не е работа на тренерот, може да му текне дека може и манекен да биде, знаеш, но просто треба клубот да има некаков план во таа насока. Да пресликам негде, знаеш како вика еден мој инструктор, не е страшно да не знаеш нешто, страшно е да немаш каде да прашаш. Да, значи да се консултираат, да пресликаат планот негде, просто тоа е план кој што ќе им користи многу. Нема да измислуваме топла вода, ние тоа Јас морам да ја Се истакнам овдека можда нема и не да е толку звучи скапо, убаво. не е невозможно, просто треба организација, треба систем и тоа треба да се Со организира. работката со Иве у Металург. Значи он го држеше својот дел, тактика и ти работи што треба, јас кондицијата. Меѓутоа ние се договараме. Тоа е приказ на Комилан Лап, нешто. Браво. Ќе се вклучам јас да. Браво, да. Значи, АЦ беше третиот кој доаѓаше по време. Да. Или ние испраќаме ке него или ќе Ама дојде е на утакмица. комуникација нон-стоп. Цело време. И сигурно Значи, и што се случуваше? живот. За време на тренингот. Ај сега ќе зборуваме со име. Зборуваме за Металург од пред Да, 3 сезони, 4. да. Кога беше во тотален пат, За пет Така. играчи, 3 пивоти и 3 голмани. јас се многу се занимавам тоа со Металург, ми беше омилена тема. Странци нема лиценца за играње. Седеа на клуб. 4 играчи, 5 беа, кои што мораа по 60 минути да играат. Да, би текнува дека во еден момент имавте дури 2 бека. 33 години Три просек. пикера имаме. 3 пикери, Два 2 бека, бека, да. Пикери треба. А се Четири. платеше просек, аз. Значи, 4 крила, три пикера, И два пикер бека. играше Коки, Митич, Коки. не, Коки, И Мечич. Лазаревски играше левбек, а А, Митич да, играше левбек. лево крило. Трите пикери цела Лево лева постава, страна. да. Се Да. држеа. Да. Меѓутоа ние со Иве тогаш се договараме. Значи, договорот беше таков, кога ќе има појак тренинг, и он негдека после половина тренинг ќе ме помни и ќе ми рече како, и ја ќе му речам, ако ги гледам свежи момците, знам што работеле предходно, терај деме. Ако е напорен тренинг, ќе му речам намали, и он ќе намали. Значи, ние ги имавме сите тие играчи без повреди сите има стари и повреди. сите играат со 60 минути. Сите има стари повреди. Ама По сето 6 тоа, минути И играат. повеќето играа на неприродна позиција. как, Така. многу малку играа. Аци Мај, играше малку десен да бек, Јас- Петковски, Ја во Златко Хорват играше лев бек, десен десен бек. бек. Да. Јас сеќам веднаш во некој од коментарите нешто со Бутел и со кој и сензација направија победија. Со Да, кој Бечка бе? Лазаревски имаше 2 или 3 контри истрчано, Не, разбираш? тоа беше утакмица, Велко- мислам, со Велко имаше Бутел, Дековски. со Бутел, каде Со Бутел? што слика имаше ти и напишано на сликата Мечка и Коки, двајцата пикери А, у двајца, 58 минута, трчаат идат у контра. у 58 минута. Двајцата су контра. Да, 58. 58 минута, двата пикери А и играле контра. сите 58. Играле, Сите немаме играчи. Што нема резерва? Значи, тоа кажува дека биле добро спремни физички, тактички водени одлично, да не се трошат кај што не треба, и превентива ако нешто се случи, некојаш замор, да дојат тука да И се... Велко- Велко, немале и замени. Велко како Малдини. Ја Велко. почна периода во Вардар и во Струга. Да, Да, уште Велко игра. играше Уште игра, Левбек. во Струга. Да, Левбек играше, Како Велко Малдини. немаме играчи. Металург Лап. Мини Велко Лап. немаше 10 години игра на напад. Да, Нас играше Дојде на... кај нас со скратена задна ложа и со отечен лист од Да направиме Страшно сега добро. резиме, пошто ќе одиме и на пиво сега, така ни е договор. Бице договори термин за тенис сутра. Патрик Муратоглу ми се јави за тоа станав. Кој беше? Тој е тренерот на Серена Вилијамс, тоа беше. Најдобриот тренер за Муратоглу последните е години. тениска академија из Париза. од Турчин. Харбанк. Да, јас сваќам дека сум само раковен. Сваќам. Ете. Коуч и Аце као завршен збор на темава спортски повреди, кои ни се онака како акценти да ги извадиме. Превентива рековме да, може да се спречат Да се сведе на минимум. и ете, завршен збор.
За да не доаѓа до спортските повреди или да доаѓа што помалку семзони механички. Прво добра подготовка у припремниот период, која ќе иде постепено. Во надпреварувачкиот период, интензитетот на тренинзите треба да се намали. Не сме да биде како у подготвителниот период, за да се чуваат играчите од преголем замор и да им се сочува телото. Односно претренираност. Да, затоа што максимумот они го даваат на надпреварот. Надпреварот не може да замени тренинг. Затоа што на тренинг сите движења се планирани. Меѓутоа на надпревар нема планирано движење. Не знаеш каде ќе отиде противникот, Освен на неколку играчи што да, може да ги тие се ретки. Као бица. Значи, и многу стречи, истегнување. И сите други работи. Ние немаме, например, клубови каде што после надпревар ќе одат на масажа, па ќе одат на сауна, па ќе имаат буриња со мраз и така натаму. Го немаме тоа, затоа мораме на еден помалку, Ај Блиц праша, колку ли е скапо тоа за клубовите? За некои клубови многу. Алце? Затоа што ке нас живуркаат најголемиот дел од Значи, клубови. вака, би сакал да еден апел до спортистите, посебно тие преку 30 години што се кога почнува некој регенеративен Чето процес. слушно е. Преку 30. Некој регенеративен процес. Се пресави. Значи, многу е важно да обрат внимание постурат како да го направат тоа. Стопалата и колената се мобилниот дел на телото. Карлицата и орбитот се статичкиот дел на телото. Тоа е до зовите, пак. Тие работат во некоја интеракција. Значи, многу е битно да обрнат внимание на стопалата, да ги тренираат стопалата. Секој кажам стопалата се благодарни кога се работи на нив. И да работат на јадрото. Тоа е корот, мускулите на стомахот, грбот, страничните стомачни, трансверзусите. Би сакал да еден апел до управите на клубовите, повеќе да ги почитуваат физиотерапевтите. Сега има, јас пратам, има добри колеги кои што работат во клубовите. Се едуцираат на своја рака. Плаќаат скапи суми за да научат нешто, за да применат Да бидат во тек. и го применуваат тоа. Клубовите треба да го препознаат тоа и да им изгледат во пресвет. Веќе физиотерапевти нема како некогаш. И овие што се сега треба да ги задржат, треба и да инвестираат во нив, да им помогнат со уште. Еден колега да просто да пробаат да направат план да ги вклучат во процесот, бидејќи тоа инвестиција која што ќе се врати. Тоа не се потрошени пари. Да, ќе имат играчи на терен, ќе имат задоволни. Види, значи и уште една најбитна работа кај спортските повреди е кога клубот има сериозен медицински тим. Знаеш, јас нема да заборавам кога зваја еднаш во тие денови на Металург. За Хорват, да, зваја Хорват. Викам, шо правиш бе, претера. Аце вика кога да имам вас, тука немам гајле. Знаеш, просто секој е загрижен за своето здравје. Загрижен е дали ќе може се продаде утре, дали ќе остане да игра уште, знаеш, и ако тој не е сигурен медицинскиот тим, ќе почне да се штеди. Ќе почне да не дава добар капацитет, максимум клубот пак трпи. Така што нека имаат добри физиотерапевти кои што ќе дадат само доверба на играчите, кои што ќе се постават тука, нека инвестираат во опрема. Опремата не е нешто скапа, тие трошат илјадници евра по други работи. Просто нека одат напред со инвестиција во медицинскиот тим. Таму некаде кој ќе биде Final Four на пролет во Кел, ако сме сите живи и здрави, ќе се собереме уште еднаш и ќе направиме посврт како помина нашите екипи, така е, како помина нашите екипи, како помина Македонија на светското првенство од здравствен билд, како големиве екипи ќе се појават во полуфинале, во осмина финале, во Final Four, кои на што ќе се жали, ќе поразговараме. И сега за крај блиц прогноза, во недела е нашето дерби под широк сокак, под Тубекапе, Пелистер го пречекува Вардар, блиц прогноза. Со голови. Со голи. Клајте голи. 29-23. За кого? За Пелистер. Тоа извини. Колега? 27-24 за Вардар. Тешко дека ги пиеме пиво ние се. Отиде пиво, тоа е работа. Отиде пиво. Ми го зема зборот. Ја 28-25 за Вардар. 3 разлика. 30-30.
Дечки, не беше Ами, вистинско вистина работа. задоволство. Па, Сакам тоа е да баш ви за кажам, долго идеја, Виктор. Спортот е наука во секој сегмент. Во Наука, секој наука. сегмент. И искуство. Да не забораваме. Многу важно. Искуство. Како било сега, како било лани, како било пред 5 години или како било вчера. Како било Едвард Карле. И на крајот, значи нема златно правило дека ова мора да биде вака. Ако функционира окей. Точно. Знаеш, ако ти имаш резултати, Ако не Што сакаш функционира, прави? смени го. Не че имаш и врач некој кој што игра со Фрла, камчиња, Не, како да, биц. да, битно Да, бе, да, функционира. готово. Тие имаат Дајте победи, рис. имаат така што Ти треба пиво да се даеш сега, да се излечи без пари. Не, имам уште третмани, уште терапија. Завршил. Слушај, ако не даеш пиво, вика Ацен, дупли ќе ти бидат третманите. Нема проблем.